Почитувани новинари, би сакал денес да одржаме на пресконференција поврзана со куртуазната посета на господинот Заев на Израел. Државата Израел и незините невисоки функционери излегува со кристално јасен став за оваа куртуазна средба. Со Зоран Заев не е разговарано за какви било безбедносни или финансиски прашања. Ова го изјави вице-премиерот на Израел господинот Шалом наспроти изјавата на Заев, кој што, злоупотребувајќи оваа средба, се обиде да ја излаже македонската јавност дека таму разговарал за безбедносни и финансиски прашања и дека има нови документи поврзани со некои според него афери или скандали. Со ова господинот Заев потврдува дека направил две лаги. Еднаш ги излажал своите домаќини и го злоупотребил нивното гостопримство, и второ, со средбата се обидел да ја излаже и македонската јавност за тоа дека тој е некој политичар од висок ранг и дека добил некои доверливи документи од финансиски или безбедносен карактер. Но оваа лага кратко траеше, се додека стигна официјалното соопштение од државата Израел. Ваквата реакција е очекувана, бидејќи израелскиот вице-премиер Шалом е сериозен политичар, а македонскиот лидер на опозиција, господинот Заев, не е сериозен политичар. Израелскиот вице-премиер Шалом ја брани сопствената држава и незините интереси и ја штити од било какви скандали и афери. Македонскиот лидер на опозицијата Заев не ја брани сопствената држава и истата ја турка во уште поголеми афери и скандали, овој пат од дипломатски размер. Тоа што е за секаква осуда е фактот дека Социјалдемократскиот сојуз молчи веќе трет ден за овој дипломатски гаф кој што се случи помеѓу Македонија и пријателски Израел. Трет ден нема никаква реакција, ниту официјален став во врска со официјалниот демант кој што стигна од државата Израел. Тоа може да се свати само како потврда за се она што беше официјално кажано од израелска страна, а кое што досега целата домашна, но и меѓународна јавност го толкуваат како еден преседан и голем дипломатски скандал. СДСМ сепак на македонската јавност и должи одговор за овој дипломатски скандал. Дали лидерот на Социјалдемократскиот сојуз нема капацитет или не разбрал за што се говорело на средбата, или пак свесно ја лажел македонската јавност и ги злоупотребил гостопримството и средбите во Израел. Тоа треба да биде објаснето во најмала рака од страна на господинот Заев. Ќе почекаме Социјалдемократскиот сојуз да срочи одговор на овие важни прашања, но ако за некого не било јасно, за нас одамна е јасно дека господинот Зоран Заев лагата ја употребува како свој метод во политичката игра и во односите со јавноста. Се додека неговата партија не се произнесе за овој скандал, тој за нас ќе остане познат како Зоран Лагата Заев. Зоран Л. Заев безочно излажа дека во Израел добил нови документи, докази и не знам какви уште материјали. На неговите портали спонзорирани од Сорос беше објавено дека откако Зоран Л. Заев ќе го доставил тоа што ќе било потврдено, од добиеното ќе се знае што добил и што е потврдено. До сега немаме ниту нешто доставено, ниту потврдено, ниту пак демантирано за она што беше соопштено од израелска страна. Тоа е начинот на работењето на господинот Зоран Л. Заев. Ова е исклучително редок и веројатно единствен ваков случај во кој една држава, озбилна како што е Израел, е доведена во ситуација официјално да демантира гостин кој што имал куртуазна посета и средби со нивни високи државни представници. Го прашуваме лидерот на Социјалдемократскиот сојуз каков политичар треба да бидеш за да си дозволиш ваков дипломатски скандал, да зборува за содржината на разговорите со министерот за внатрешни работи на една пријателска земја, на една држава како Израел, и каков човек треба да бидеш и каков политичар за таа средба да ја злоупотребиш и да ја лажиш македонската јавност дека ти си некој важен фактор и си добил многу важни финансиски и безбедносни документи кои што впрочем не си ги добил. Го прашуваме господинот Зоран Л. Заев каков човек треба да биде за да ги надуваш работите до толку што мислиш дека ти треба безсрамно да лажеш
и да немаш доблес ниту да се извиниш за лагите, ако не до израелските домаќини, барем до македонската јавност. Зоран Заев има потреба патолошки да лаже во политиката. Тоа го имаме забележано на неколку пати. Сам си толкуваше, сам измислуваше и сам фабрикуваше работи кои што се целосно спротивни на реалноста и спротивни на принципите кои што тој ги потврдил или ги изнел некогаш како своји. Ова говори едно. Зоран Заев нема капацитет да биде ниту лидер на македонската опозиција, а камоли нешто повеќе. Но тоа е прашање за кое што треба да си размислат во Социјалдемократскиот сојуз. Нашата порака до господинот Зоран Л. Заев е дека налагата и се куси нозет. Демантот од Израел само го потврди тоа. Очекуваме господинот Заев да се произнесе по овој демант и да каже дали ја злоупотребил средбата со господинот Шалом, министер за внатрешни работи на Израел, дали лажел дека има добиено важни безбедносни и финансиски документи и дали за тоа ја излажал македонската јавност. Безобразното лажење и добивањето на ваков остар демант е проблем не само на господинот Заев, туку и на кредибилитетот на Македонија во своите дипломатски односи со Израел. Лажењето на господинот Заев може да заврши со еден демант кога станува збор за македонско-израелските односи. А неговото лажење во политиката ќе заврши со уште еден голем демант на 24 април, кога очекуваме ваквите политичари и партии кои што ги предводат да доживеат тежок пораз на престојните избори. Благодарам.